Добро вечер во нова епизода на Политиканти. Ова е 27 епизода во нашата 4-та сезона. Јас сум Боријан Јовановски, овој пат од Брисел. Добро вечер од мене, јас сум Сашо Јордановски, стандардно во последните месеци од Виена, ама се надам за едно-две недели ќе се видиме во Скопје, па мислам дека идниот петок боко не е лошо и со инфомаксовци да направиме една заедничка. Се договараме нешто 2 пати месечно да одиме, ама ајде да видиме како се договориме. Да, новите епизоди со тешки муабети може да бидат се поинтересни и поинтересни. На барање на публиката, знаеш како е. На публиката се разбира, да, така е. Сашо, почне, слушај, не знам дали забележа, Пентагон ги декласифицира сите информации, сите фајлови за НЛО. И таа работа, мислам, тоа сега ќе биде забава, се разбира за народ, но особено за овој уфолозите за тој свет, но таму има колку што можев да прочитам онака на брзина информацијата на Financial Times беше има снимки од дури од 1947 за објект на една нуклеарна централа, што е многу интересно. Потоа ги реди, но тоа се купишта фајлови со кои некој ќе треба да се занимава заклучокот, односно заклучокот, поентата со која се декласифицираат овие материјали. Интересно е што не вели нема или има, туку не дека не е расчистена работата дали тоа на вистина и што така што сега една глобална ми се чини ќе настане вака претрага по тие фајлови, ќе биде интересно што има да се случи. На лажичка ги декласифицираат, сега направија пред некој ден и така натаму еден поголем контингент. Тоа е иначе класична стратегија на Трамп да сврти внимание, бидејќи ова со Иран оди катастрофално. Најголемите конспиратори во целата таа долгодеценијска историја со НЛО-ата и УФО-ата и така натаму се во суштина членови на МАГА движењето. И тоа јас бидејќи тоа и онака странично го следам, сега тоа е една располјотка, што ја ти кажам, тоа сега се со цел да се тргне вниманието од фајловите. Види, мора да ти кажам нешто. Иницијативата почнува од на Бајден администрацијата. Да. Секаваш имаше хиринг еден интересен многу во Конгресот, со некои луѓе од Пентагон, кои кажаа доста интересни работи, и пуштија некакви снимки кај што пилотите воени пресретнуваат разни објекти, не знаат неидентификувани, не знаат што да кажат. И сега таа нормално дека Трамп, таа приказка, особено сега со ова што му се случува во Иран. Да, и со педофилијата, тоа е центарот на дефокусирањето е тоа. Да. Па и Иран е во известна смисла исто центар на дефокусирање. Обама имаше едно интервју пред едно месец дена кај што последното прашање со еден од овие јутјубери многу познати и така натаму, последното прашање овој скоро на шега му вика: добро, господин Обама, има ли УФО, вика. И овој половично иронично рече: да, има, јас сум ги видели свештавите, ама онака полна иронија, па тоа која ја заврте топката, па тоа мајко мила, ете уште еден председател потврди дека имало и така натаму. Меѓутоа, Боријан, не се тоа главните теми со кои не замајаваат сепак. Еден вовет овако да дадеме, ова се разбира дека не се, иако види заслужуваат внимание, но се разбира дека на глобалната сцена се случуваат многу мислам сериозни работи од кои зависи ова развојот на и квалитетот на животот на милиони, ако не и милиарди луѓе од тоа што цела земјина топка, така е, да. И слушај, не знам дали знаеш кој е Кара Свишер. Кара Свишер е една од најпознатите новинарки во Америка, која ги следи овие технолошкиве развоја, ама тоа веќе со години, со доцении, и се третира како биг мама на овие сите масковци, сите овие што се, мислам, технолози, така многу е критична према нив, но ги знае уште во гаражи кога почнувале. Она има со Скот Галове исто така еден прочуен
имаат свој подкаст, Пивот се вика, кој што е многу влијателен, ужасно се влијателни. И Скот Галовеј даде еден феноменален предлог, пошто се свесни сите, инаку се многу критични кон Трамп, меѓу другото. И он вели вака, вика, јас имам еден предлог што да правиме, бидејќи знаеш како ти е со Трамп, секоја ноќ по 3 нови работи, секој ден по 10 нови работи, преговорите одат добро, па ќе се спукаме, па еве само што не сме, па ова корупција огромна, неверојатна корупција, конечно отворија истраги за сите овие купување на нафти, на акции и така натаму некни покрена и така. Тоа ќе трае од кога ќе падне Трамп, таму ќе има големи апсења. Меѓутоа овој даде еден одличен рецепт. Он вика вака, јас предлагам наместо сите што сме вака што не замајава Трамп, бидејќи единствената цел на Трамп е он да биде во центарот на сите настани. Ту флот до теренот, знаеш како да се поплави се, само он да диктира теми, само он на начин на кој тоа го прави така натаму. Он предлага вака, сите главни медиуми да воведат телевизиите по 2 минути на крајот на сите вести што рекол Трамп денеска. Онака, со цитирање чисто наједноставно, денеска пише овој твит, изјави овој и вестите да се однесуваат за други, за реални работи. Во вестниците тоа вика на 8 страна, една во квадрат вика една рубрика, што рече Трамп ноќеска и денеска. И се и така да се третира, иначе го краде, бидејќи за Трамп елементарната, основната политика му е да го краде вниманието, да биде он центарот на сите настави, како што и е. Сега дека тоа невозможно, али не е добар, али не е лош овој рецептов, морам да ти кажам. Да, туку не знам да ти пратиш сигурно, и па не, стварно не е за смење, бидејќи таа војна, како одат работите, како иранците ги откриваат се повеќе слаби точки во тоа очигледно големо меко ткиво на Трамп, така работата станува многу покомплицирана и се потешко се дојде до договор. Не знам да го виде ова дека Саудиска Арабија, исто како и Шпанија, му откажа лојалност на Трамп. Па сите му откажуваат. Види, важно не само тоа, него почнува да му се распаѓа приказната внатре на Трамп. Така е. Вчера ЦИА очигледно дека исцурила, дека протекла информација, Вашингтон Пост имаше еден многу значаен текст, во кој што самата ЦИА во таен извештај за Трамп тврди, извештајот од пред 10 дена, дека практично иранците располагаат со најголем дел од тоа што они мислеа дека им уништиле. Значи, овие ракети, едно друго, дека нуклеарниот материјал не е ни така уништен колку што се претпоставуваше, дека они можат, нивната проценка дека Иран може да води најмалку уште 6 месеци војна со висок интензитет. Дека практично не им се чепнати овие дроновските капацитети го имаат, а тоа се овие шахед дронови, балистички ракети, дронови, сето тоа. И се тоа дојде како една експлозија, бидејќи нели Трамп цело време вика готови, они се девастирани, се им уништивме и така натаму. Мислам, што е право, американската војска на вистина многу уништи во Иран. Меѓутоа, тоа на ниеден начин не се рефлектира врз нивната се уште голема можност да го блокираат Ормудскиот теснац. Така што на крајот на краиштата Иран е тој кој што сега контролира ситуацијата, Трамп бара начин и сирот како може што побрзо да излезе таму, неколку пати, мислам дека му броја 5 пати прогласува дека победиде, ама не може да се повлече, нормално и така. Така што тоа ќе трае, а сите проценти се тоа, ја и ти што го разговараме веќе со недели, веќе 2-3 месеци наназад, дека утре да заврши војната, нормализацијата нема да биде најмалку уште 6 месеци во смисла на ценовни шокови, да се воспостави повторно целиот тој транспорт таму и така натаму, а никој жив не знае како тоа ќе се направи. И бидејќи сум во Брисел, мислам и од Скопје тоа може да го кажам и се гледа, во Европа, како кажам, расте едно, многу е очигледно едно чувство антиамериканско што мислам дека никогаш не сум го доживеал претходно. Америка била, има разноразни реакции, демократска Европа, вакви леви, десни, таму ова, она, но сепак Соединетите американски држави биле еден респектабилен
како да кажам, фактор партнер кој во Европа се почитувал. Еве и сега ги гледам во Европската комисија се на пат да ги бидејќи до сега беше кога ќе се распише тендер на Европската комисија, особено овие големи тендери кои се за разноразни проекти, американците имаат право, американските фирми да се јавуваат на нив, земји членки на Европска унија и американци. Сега е таа иницијатива станува се по конкретна да им се само да се отстранат од листата на потенцијални потрошачи на фондовите на Европската унија, што по мене вака едно исто така јака илустрација за растечкиот антиамериканизам во Европа. Штета, наистина е штета што тоа се случува, бидејќи тоа удира врз евроатлантските односи кои беа некаков еден сериозен столб на безбедноста и стабилноста на двата континента, долги, назад 63 кусур години по Втората светска војна до сега, но таа нова реалност изгледа дека се прифаќа и дури мислам и по Трамп кој да дојде, не знам, Медлин Олбрайт да ја врата, што това беше вака највокална, најсилна во незините заложби за евроатлантските односи. Ја мислам дека тоа веќе никогаш што нема да се врати на точката на... Боре, затоа и не мислам дека е голема штета ова се што настанува. Мислам, шокот е голем, меѓутоа, мислам дека Европа на врапито, со многу брзо темпо се освестува. Не само парите во прашање, американците во Белава куќа моментно забораваат дека втората економска сила во светот е Европа. И тоа е поголема и од Кина, поголема тоа Русија е една играчка во економска смисла секако. Тоа едно, второ, види, се раскинаа сите можни, не е само ова договори пари и така натаму од кај ќе се набавува оружје и сето тоа, иако тие односи ќе се стабилизираат и ќе се вратат, не би рекол како што беа, но ќе се вратат во една сојузничка нормала, веројатно веднаш од како Трамп ќе го снема и трампистите од сцената, тоа во историска смисла се неколку години, но ова отрезнување на европјаните, тоа го дискутираме јас и ти со месеци наназад, практично доведува до една друга кохезивна иницијатива, до големи насочувања на големи ресурси. Во моментов најголемата индустријски капацитет, најголемиот кој произведе оружје е Rheinmetall во Германија. Се откажаа сите набавки на американски авиони, на американски ракети и така натаму, се тоа се обрна сега на разноразни, дури и во цивилната сфера. Боинг изгуби договори за сметка на Airbus во стотици милиарди се сметаат тие договори и така натаму. Меѓутоа, види, Трамп нема кого не навреди. Значи, од шпанскиот премиер до преку Мелони, до последново со Курсо, германскиот канцелар, онака навредувања, мислам, да не зборам за британскиот премиер. Само кралот го изигра мајсторски, морам да кажам. Не знам дали ја следеше посета. Брилјантен говор имаше во Конгресот. Тоа инаку на Трамп мува не го влази нормално, меѓутоа имаше два брилјанти, едниот во Белата куќа, другиот во Конгресот, се разбери така. Така што потресите во Белата куќа се големи, јас борјам и во оваа емисија ќе кажам дека не верувам дека Трамп ќе го ослуши својот мандат до крај. Таму веќе се дигаат на нози и овака. Иако он има се уште поддршка, он има најнизок рейтинг во историја од кога се мерат рейтинзи, неспоредливо. Бајден за него знае што е, Бајден легенда ќе излезе по рейтинзите. Кој имаше исто така ужасни рейтинзи. Доста низок, да. Така што тоа ти е тоа. Слушај, да ти кажам една епизода од Виена, можда не е лошо. Сакам малку и за Тед Тарнер да збориме. Можда прво за Тед Тарнер. Да довршам, сакам да се надоврзам додека сме тука на овие европско-американски односи. Пред некој ден во Financial Times и на CNN во изден, за прв пат
овие два големи медиуми, и ти сам знаеш колку се влијателни и колку се следени, читани, така натаму на цел свет, двата медиуми цитираат европски разузнавачки извори. До сега тоа не било, се цитирале можеби ЦИА, може MI6, БНД, но никогаш европски разузнавачки извор. Што по мене е информацијата сама по себе не е толку важна колку што е важна ова, како да кажам, представување на европската разузнавачка служба на светската сцена и пред светската јавност. А информацијата, која исто така е многу интересна, содржи детали околу тоа дека Путин во последно време се помалку го има во јавноста, па дури и во Кремљ, и дека е он во разноразни засолништа, се среќава со се помалце и помалце луѓе, бројот на обезбедувањето, тие прстени на обезбедување се повеќе и повеќе, изложени се на следење, на постојан надзор, сите луѓе кои имаат било каков контакт со него, од кувар до не знам кој тоа е, но поентата е дека и тоа е информацијата дека Путин е влезен во известна параноја, и тоа беше историјата и на Financial Times и на CNN, кои цитираат повторно, ќе речам, европски разузнавачки извор. И тука е многу интересно, бидејќи мислам дека за тој европски разузнавачки извор или тоа представување на европската разузнавачка заедница, дека тука внатре се англиската разузнавачка служба, која е не се само англичаните. Таму се разни служби од холандската, сигурно, од холандската до... Но многу е важна пораката на англиската служба, бидејќи они беа во најтесни врски со ЦИА, патем они ја формираа ЦИА, своевремено. Таа порака од Лондон до Вашингтон, мислам дека од Лондон до Вашингтон, а следи по обраќањето на кралот во Конгресот. Во Британија, да. Слушај, чисто се текстот во Financial Times има многу занимливи детали, ти спомна некој од нив. Например, не само што никој од овие не смее да користи какви било интернет алатки, овие што видите од куварот, секако довија од обезбедување и така натаму. Не смеат да се возат со јавен превоз. Тоа, например, сите овие аналитичари што ги следам се прашуваат зашто е тоа така, зашто им е забрането да се возат. Сите имаат подпишано изјава дека можат слободно да бидат следени дома. Значи семејствата не е ова на работа тоа, секако ги следам. Туку дома да бидат следени 24 сати и така натаму. Сите јавни настапи на Путин во последниве недели практично велат дека најмногу се уплашило после убиството на иранскиот врв. Американците што го направи, израелците во суштина пред 2 месеци, дека сите јавни настапи се во суштина снимени. И дека се пуштаат после 2-3 дена, дека он уствари нигдека не се појавува во живо, бидејќи е преплашен и така натаму. Не знам луѓето дали знаат што не гледаат дека Трамп, например, Путин никогаш не користи мобилни телефони. Никогаш не користи интернет. И само користи писмени извештаи. Тоа е една од причините заради кои што аналитичари светски претпоставуваат дека он не е ни во тек што точно се случува во Украина. Бидејќи нема пристап до никакви други странични извори, осим тоа што ќе му го даде КГБ. Второ, почнато една голема нервоза, и тоа Financial Times и CNN го констатираат, околу стравот негов од ФСБ, од КГБ. И почнато една бидејќи таму очигледно дека се случуваат некои, особено од како го укина интернетот во Москва и во Петроград, и тоа веќе трае со недели така натаму, таму се случува едно големо закочување на сите работи. Бири, јас не верувам дека тоа ќе доведе до смена на Путин најднева недела, но дека е он расклиман и дека е тоа така една ситуација деликатна, тоа повеќе од сигурно. И уште нешто додека сум во Брисел, пред да те пуштам во Виена, сега види, сега имаш една агресивност на рускава служба и овде во Брисел е ова алертена, како би се рекол, состојба, таргетирани се повеќе европратеници.
кои се жалат на разноразни инциденти, од разноразни писма анонимни добивање до кршење на стакла на колите и така натаму, зашто повторно Европска разузнавачка служба предупредува дека тоа се активности на руската служба и тоа се точно таргетирани пратеници кои се многу да речеме, руски расположени или про-украински расположени, така што по селекцијата на тоа кои пратеници биле изложени деновиве на различни напади и инциденти, врз база на тоа се веројатно ја прават таа анализа дека руската служба е агресивно активна во Брисел, така што и тој и тоа е една најава ќе има веројатно некаков развој на настаните, но целата таа објава, пак ќе кажам, на постоењето, присутноста или релевантноста на европската разузнавачка заедница ќе има своји продолженија. Еве да ти дополнам со приказка од Виена, бидејќи точно тоа е приказката. Инаку некој од нашите што не гледаат во четот прашува дали е Џими Кимел тој што го интервјуирал Обама. Не е Џими Кимел, тоа е старо интервју. Ова е интервју од пред некоја недела кај еден јутјубер многу познат и така натаму, сега во моментот не може да се сетам како се викаше, али интервјуто е одлично, на вистина. Обама во својот познат стил доминира. Види, ова апропо Европската разузнавачка заедница и така натаму. Замисли, австријанците пред 3-4 дена протераа 3 руски дипломати. За кои што тоа Австрија, мислам, не знам луѓето дали знаат, меѓутоа Виена е најголемиот разузнавачки центар во светот, веројатно заедно со Њујорк, тука се заради Обединетите нации, бидејќи е седиште на ОЕЦД, бидејќи е седиште на ОПЕК, бидејќи е седиште на ОПСЕ, бидејќи е седиште на Светската нуклеарна агенција за нуклеарно следење и така натаму. Има регистрирано 17.000 дипломати во Виена, од кои што барем 7.000 се предпоставува и се тврди дека се шпиони. Зашто се протерани овие тројца руски дипломати сега, прошлава недела, не знам колку дена има и така натаму, бидејќи австриците забележале дека на руската амбасада која е во центарот на Виена има толку многу нови антени, што е тоа недозволиво. И дека, бидејќи во Австрија, австриците имаат еден чуден закон кој патем биде речено сега настојуваат да го променат, затоа што они има еден голем дебакл пред 3-4 години со руска шпионажа, во која што русите им влегува во нивната разузнавачка служба на највисоки нивои и така натаму. Тоа е една позната историја. Бугари беа вмешани, ама пред се еден австриец кој што иначе пребега за Москва, им пребега онака пред нос, што се вика, и денеска живее во Москва, тој австриец, имаше организирана мрежа и така натаму. Австријанците имаат закон според кој не можат да третираат со правни постапки странски дипломати. Тоа е многу од стар закон, не знам што дека се дебатира и така натаму. Сега се во постапка да го променат и можат да протеруваат. И сега бидејќи овде ќе има не 7.000, ја би рекол од сите 17.000 дипломати, веројатно 13.000 се шпиони, тоа е познато и така натаму. Они имаа само едно правило австријанците, кои што русите го прекршија, особено со оваа огромна афера. Значи, правите што сакате, само немојте да ја третирате Австрија. Значи, вие меѓу себе договарајте се, присуствувате се, правите сите валкани договори тука по кафичиве у Виена, барем тоа има кафичи колку сака. Не знам луѓето дали знаат, таа кафе култура во Виена е заштитена со УНЕСКО. Бидејќи има такви прочуени, да речеме, најстариот квир ресторан, ова што е така, кој датира од 19 век, се вика Ставој, на наш марк е познат. Има 150 години е стар, како да ти кажам. Има такви, мислам, глава да те заболи. Интересно, во студената војна Виена е митинг поинтот на руската... Тоа беше Скопје околу бомбардирањето на Србија и настаните српско-косовски. Така е, да. Во Скопје имаше неверојатна концентрација и види, ти знаеш, јас знам, мислам, нивото на луѓето, разузнавачи различни. Јас сум сретнал не знам колку стотици у кариера, пошто меѓу другото тоа ти и работа. Тогашното ниво на разузнавачите
беше, да речеме, шефот на британското, ај се да не одим у детали, беше човек со оксфордски докторат. Фала на прашање. Го рецитираше Шекспир во оригинал сонетите. Мислам, тој за тоа ниво збориве. Сега неќам да коментирам денеска. Како и нема зашто да биде денеска тоа што било некојаш, бидејќи Македонија стана навистина потполно немошна земја, така што предпоставам дека и преокупација. Имаше едно прашање дали во Европската унија некој за нас прашува, веројатно. Обавезно, нон-стоп. И лично прашањето, нема, таа работа во Брисел е јасна, а пораката до Македонија е јасна и постои европска преговарачка рамка, ја прифаќаме или не, во меѓувреме се оди напред со Црна Гора, на која изгледа, што е многу интересно, во пар со Исланд ќе биде примена во Европската унија. Инаку, интересно е што Исланд е првата земја која признава независноста на Црна Гора и сега они водат како две мали земји во пакет, и потоа се спомнува, уште се спомнува Албанија, иако нејзината приказка не е едноставна, но ова околу не верувам за Албанија и Црна Гора, мислам дека тој пакет веќе се подготвува, се спрема договорот предпристапен за Црна Гора, кој уствари ќе биде и моделот како сите ќе влегуваат понатаму. Многу е важно да се каже дека Мерц во Кипар изјави дека проширувањето нема оние опции вака така, прво ќе влезеш па после ќе да полноправно членство, значи нема. Тоа не е овие експериментите да Вучич и на Рама, полноправно членство. И на Мицковски. И на Мицковски, да, кој не го подпиша тоа писмо, за среќа негово добро. Пак, ама но тоа нема да го извади од проблемот. И германскиот министер има нова порака кај што пара сега да се внатре во Унијата се направи таа реформа околу гласањето и вагањето на гласовите при донесувањето на одлуки, за да не се закочи механизмите за одлучување со повеќе земји членки, но се оди на полно право на членство. Како ќе се дојде до тоа сега е тоа прашање кое се разговара во Европската унија и која некаде на есен ќе треба да се отслика и во предпристапниот договор на Црна Гора за тоа што ќе прави, а во август и Исланд на референдум ќе реши дали ќе се приклучи на Европската унија. Инаку интересно е, Сашо, не знам дали следиш како се распаѓа империјата на Орбан. Тоа е брзината со која тоа се случува е неочекувана за сите. Се нудат овој главниот медиски могул во Унгарија кој ги држи, шефот на кабинетот на Орбан ги држеше сите конци, вклучително и некои конци кои одеа до кајна, сега им се нуди на Петер Маџар нормално за соработка, но ово е доста, како е тргнат, доста категоричен во тоа дека ќе ги гони сите. Имам некои информации дека наводно, затоа не можем целосно да ја кажем информацијата, дека Груевски побрал престој во една друга европска земја. Па ја мислам дека нема веќе побарал, дали ќе го овозможат не знам. Меѓутоа очигледно дека таа работа е шејки. Да, се распаѓа едноставно целиот тој концепт на целиот пакет на Трамп кој изгледаше така моќно, нели, така импресивно функционираше, изгледа дека се кула од карти, како ја кажам. Да ти додадам уште еден елемент во сликата. Македонската влада позади сцена од американците е многу критикувана заради нејзиното одбивање да се откаже од оваа македонско-српско-унгарска вертикала, од која сега Унгарија е трагично расплатена, и да се сврти кон грчко-албанските заедно со Бугарија односи. Нашите тоа на различни начини го одбиваат. Знаеш, повремено ќе фатиш по некоја изјава, што од Мицко, што од Луцунски околу таа работа и така. Меѓутоа, имам информации дека во State Department-от, и тоа сега не можеш да кажеш, тоа се у Белата куќа, кој се бави со Македонија. Ама таму надлежните у State Department-от веќе почнуваат да ржат на таа линија, бидејќи некои од
проектите. Да видиме на страна овие политичко-безбедносни проекти, американците пред се бараат економски интерес, тоа се нивните гасоводно нафтени коридори, и нашиве онака со пола уста нешто околу тоа мрмјаат, и не сум сигурен дека ова стратегиско партнерство, нели, за кое што Спорувавме стратегиското партнерство во кое нема повеќе никакви политички, како да кажам, геополитички, стратешки елементи. Едноставно нема тоа. Не само тоа, се спомнува ли стратегиското партнерство со Британија, да те прашам? Кога последен пат е тоа спомнато? Нели се најуваше дека тоа е само што не е. Заборавено ко 50. Папала маца. Заборавено ко 50 тони марихуана, така е отприлика заборавено. Да, што стане иначе со тој? Еве да подсетиме, не знам по кој месец поред. Како се тоа? Нема ова, ќе биле 50, биле иначе, ја имам информации дека се многу поети од 50 тони. Како видиш ја снема темата и така, папала маца. Слушај, Борјан, во тој контекст не е лошо малци буквално 2-3 реченици околу Радев, бидејќи таму Радев навистина издоминира на изборите. Добија бугарите влада која е супер сега стабилна, со практично со такво мнозинство да може Радев што сака да прави, па и да го менува уставот и така. Гледам дека на нашиот им се прави помалку и ќеф, бидејќи они не се заинтересирани да мртне бугарско-македонската приказна. Така што ја гледам денеска изјавата на претседателката, она се видела со Јотова, бившава претседател, таму, нели, во кај беа, таму е Јереман, кај беа, нема појма. Онака Мичко дава онака полудрски изјави дека ние го поздравив ја одма и така и му кажав, му порачав дека нешто. Устари, всушност нашиве едва ќе дочекаат да Бугарија студено изреагира, за да овие пак не мора ништо да направат. Оти нашата стратегија е позната, ние ако треба со децении ќе седиме надвор од Европската унија, тоа Мичко ни го соопшти. Не сака, владата не сака, и тоа сме го не сака. И знаеме чиј интерес е точно тоа несакање, за тоа несакање, како да го кажам, се кријат многу бизнис интереси на една многу мала група на луѓе. Тоа ќе треба време луѓето да го сватат. Мислам дека и тоа време ќе дојде, но цената, колку повеќе се губи времето, толку поголема ќе биде цената, но не Мислам дека градоначалникот на Карпуш прв го свати. Овој што сега е замината боледување, бидејќи кога види што треба уствари да се прави у Карпуш, што треба да се потпише, што треба да се одобри, вика ја на боледување, нешто аре со здравиво. Сотире сепак има едно, како градски лик, не е толку. Градски лик требаше да разбере зашто го кандидираат. И сега ќе испадне, и така е, Стефчо навистина е управо, мислам, бидејќи човекот цело време зборуваше. Сега мислам дека првото демантирање дека не, он као нема да си поднесе оставка, ама јас скоро ти гарантирам дека ако имаме воредни избори, за општина Карпуш се бира нов градоначалник. Во меѓувреме имаш една трапава опозиција која на ова... Која е таа опозиција? Имаме опозиција, имаме? Не сум па не сум таму, затоа. Истата е за која сме говориле, која стварно, наместо да поентира во однос на оваа дебата околу Бугарија и уставните промени, она со секоја изјава, вклучително и лидерот Венко Филипче, со секоја изјава они се копаат само уште подолу. Види, Сашо, тој тренд е многу јасен и кај двете партии, они губат гласачи. И настанува еден вакуум, мислам дека тука левица е некој добитник, не знам кој е плафонот до кај што може да допре, но овие две големи политички партии кои ги знаеме, нели, од осамостојувањето, кои се цело време во таа борба за власт, губат драматично, ја губат поддршката во јавноста, и мислам дека вклучително и она најава за онаа платформа која не се знае, мене не ми е уште јасно што точно ќе биде. Очигледно е дека ќе последен процес кога како да кажам, на пазализација на македонската... Борјан, кажавме минатиот пат, Македонија се подготвува за Петар Маџар. Само е прашањето кога и кој ќе биде тој, дали ќе биде Шим или Хим.
Па да, апсолутно, тоа се гледа дека кој ќе ги видиш анкетите, јасно ти е дека Македонија се подготвува, гласачите и така со падот ова опозиција, властта, ништо тоа, мислам им ги гледам пресконференциите дневно по 2-3, тотални бесмислици се зборуваат и ќе се појави во еден момент некој или некоја има да збрише секако овој у Бугарија, што направи како што направи Петар Маџер во Унгарија. Тоа ќе видиме кој ќе биде и како ќе биде и што ќе биде, ама ќе ги збрише да не остане од нив. Да, ќе има некаков расплет, односно развој Па ова време идната година, ти кажам, ако закаже овој горедни избори. За кога се и најавен и Мицковски за кога ги најава изборите, ма мислам дека тоа ќе биде катализатор да овие процеси се забрзаат, така што веќе до крајот на годинава ќе имаме една ситуација на повеќе партиска конкуренција и впрочем не ги спомнавме англичаните, во Англија готово заврши тој дуализам на конзервативци и лабористи. Не знам дали ги види резултатите од локалните избори. Така не се фрагментира конкретно. Најджел Фараж, либерал-демократите, зелените, така што и таму при наследните парламентарни избори мислам дека тоа ќе биде многу интересно да се следи. Па види во Европа веќе ќе мора да се владее со компликувани коалиции во старите демократи. Тоа иначе е случај со Германија, тоа ќе биде и со Франција, види после изборите во Франција ќе биде една компликувана коалиција после Макрон. Тоа таму се изборите идната година. Добро, ама денеска Европското обвинителство отвара случај против Бардела, против овој на Лепен за злоупотреба на фондови. Ќе има, мислам, интересни, what a time to be alive. Зашто се вика, може би е добро гледач да и коментирате за условните казни на полицајците во врска со дискотеката Пулс. Што да коментираме, дечко, јас стварно не знам што да коментираме. Повеќе пати сме кажале, тоа беше многу јасно уште при промената на обвинителот во овој случај за полицајците, со упадот на Мицковски во правосудниот систем. Мислам за очекување, но и тоа е дел од оваа наша тажна приказка која секако ќе се одрази во разни извештаи, може и да не чини како што србите сега ги чини. Па таму се направи, Борија, се направи пазар таму. Од Европската унија, молам? Се направи пазар во тој случај што се однесува полицијата. Никој од високите врвови да не одговара, а овие што одговараат да добијат релативно благи казни. И тој пазар се гледа. Види, мислам, тој случај ќе се разликува уште со децении, бидејќи какви да бидат пресудите, ќе следуваат жалби. Тоа има да се пресудува, не знам дали ќе бидат и родителите живи кога финалните пресуди ќе бидат изречени. И знаеш како во такви трагедии... Семејствата, мислам, стварно тешко на семејствата. Да, па тоа беше стратегијата на обвинителството и на власта. Тоа беше стратегијата, мислам, таква е таа работа. Борјан, бидејќи ќе мора да завршуваме порано, дајде 2-3 минути да ти раскажам за тоа. Да ти кажам, денеска бев првпат во новата зграда на НАТО. Да, се заменик генералниот секретар на НАТО Радмила Шекеринска и те поздрави. Фала ти, не сум ја видел кој изда од кој. Стари последен пат бев таму пред една година. Јас ко дописник кампував во НАТО, што би се рекло, во старата зграда. Ама ти во новата зграда во која се они пред годините. Ама стварно е пријатно чувството, тоа баш и на Твитер го напишав, пријатно е чувството дека вториот човек на НАТО е македонка, како да кажам. Ја прашали ти Шекеринска дали некогаш имала имала официјален состанок со функционерите од Македонија, дури кога се одржуваат министерски средби таму. Ај баш еве, ако ја видиш деновија праша, баш ме интересира дали овие нашиви од владата некогаш официјално се сретнале со неа, оти ние прв пат во историјата на Македонија, независна модерна политичка историја, можда после Срđan Керим кој беше една епизода со преседавањето на Обединетите нации, ој апсолутниот највисокиот функционер што го имаме во меѓународните односи, кој следниот не знам дали и кога ќе биде. Па прашаја Шекеринска дали некогаш овие нашиве побарале средба, не друго да им објасни ова евентуално малце повеќе детали што се случува со безбедноста. Ја мислам дека не. За поозбилни работи разговаравме, морам да ти кажам. Па вече да ти кажам. Слушај, чекај да ти кажам сега, пред некој ден почина TED Talk.
Тед Тарнер е бившиот собственик, основачот на CNN. Да. Почина од една дегенеративна болест на нервниот систем и така, во релативно пристојни години, на 86-7 години, мислам, дека почина така. Но Тед Тарнер ја го знаев. Сега тоа, кога викам ја го знаев, он веројатно мене не ме знаел, кај би ме запамтил. Меѓутоа, во 90-тите години имав прилика, бидејќи во почетокот на 90-тите работев малку и за CNN и така натаму, престојав меѓу другото и во CNN, тој инаку сместен во Атланта, во Џорџија, во еден така наречен Омни хотел, тоа е една голема зграда која е триаголна со многу голем плоштад внатре, кај што е CNN и денеска сместен и така натаму. Он го прави во 80-та година наспроти сите укажување дека каков е тој концепт да имаш 24 сати вести. И кога од цел свет, така е, он почна, она се вика Cable News Network CNN, затоа што почна со давање вести на локални телевизии. Бидејќи трите мамути телевизички NBC, CBS и ABC го има за поседнато просторот. Знаеш, као МТВ на времето со 3 пати вести, 27 минути вести, односно 23 минути вести, 7 минути реклами, 2-3 пати у денот и тоа. И овој кога влезе со концептот да прави, го праша непосредно кога отвора CNN, он купува една стара зграда во Атланта и го праша, добро, шо ќе ти ова? Вика, ќе дојде ден кога нема да имаме ни една вест, ќе ја запалиме зградата и ќе правиме директен пренос од гасењето. Сега, гениално, чаки коне, дуња коне е точно вали. Да. Меѓутоа беше женет со Джоди Фостер од 91 до 2001 година, 10 години беа во брак и потоа останаа пријатели и така натаму. А јас со Джоди Фостер бев на една долга вечера, приватна вечера, на која беше иначе Хилари Клинтон. Мислам, вечера да беше напокана Хилари, а Джоди Фостер беше таму и така една, мислам, иначе гениални жени, супер интелигентни, образовани и така натаму. И тогаш на Трамп, видиш, тоа ти ова патамот синдроми околу Трамп. На Тед Тарнер му реков, зашто, бидејќи во Омни хотелот на тој плоштадот, натрешното пацио, ама тоа не е ни пацио, бидејќи огромен плоштад, таму CNN правеше и често пати така наречени таунхолови, значи таму директни преноси од дебати и сето тоа, феноменална една ситуација. Немаше македонско знаме. Се ова е рани 90-ти години, зашто би имал македонско знаме. Го натерав и му испратив македонско знаме, не сум проверил дали некојаш го закачија, а праш добре, зашто јајте македонско? Не, бе. Тед Тарнер еден неверојатен тип, ја продаде во 1997 година CNN на Time Warner, ја продаде за тогашни $7,5 милиарди. Тоа е денеска као да те опнат по глава со не знам колку стотици милиарди. И кога излези го праша како течеа преговорите, како гледате на договорот, вика, this is better than sex. Види, човекот иначе со една неверојатна интелигенција, иначе, што би се рекло во Македонија, така малку селјак, пошто од Атланта беше собственик на огромна хациента со бизони. И беше многу голем донатор, он даде $1 милиарда на Обединените нации во 90-тите за поддршка на, не знам, на ова вакцини, едно друго и така натаму. Значи, со еден цел, не знам колку пари има дадено за добротворни цели и така. Многу необична личност и гледам по реакциите, бидејќи сега, како да кажам, сега знаеме некои од тие што реагираат, гледам од Кришан Аманпур, кој што е таму од првите речиси од првите години, до има еден прочуен Айзексон кој што беше директор на CNN и така натаму, со голема чест, па дури и Трамп, верувал или не, кој што ја мрази CNN, за Тед Тарнер завчера имаше една многу позитивна изјава дека тој е извареден човек и така. Така што поко малце сме виделе, сме се дружеле, не сега баш дека не сме знаеле што и како е. Стари сме бугаби, свашта имаме овако. Ако почнеме, треба да закажеме една целоночна програма, почнеме анекдоти да кажуваме што се сме доживеале и добри и помалку добри работи, има се што. Слушај, ти брзаш, треба да одиш на некоја вечера у Брисел, саатот е скоро 9, може да е време да прекинуваме. Така е, Сашо, драго ми е како и секогаш. Ми фалиш во Скопје, знаеш, ама како не бе, и на Мицко исто, и Мицко прашува бе, која ќе дојде човекот што е работа. Се гледаме, наскоро во Скопје доаѓаш, така?
Дојдем во Скопје и кога ќе дојдам, бидејќи ќе оставам заради некоја работа, има едно 2-3 недели, ќе направиме и таму емисија, а и со инфомаксовци ќе направиме секако една-две заеднички емисии. Се надевам ако бидат расположени за тоа. Да. Океј, Бокич. Поздрав Поздрав до од екипата. мене. Фала ви за асистенција. Чао.